Иницијативата за успешно спроведување на зелената агенда на локално ниво во земјава ја има Центарот за климатски промени. Токму во студиото со мене денеска е мојата гостинка Бојана Станоевска-Пецуровска од Центарот за климатски промени. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и ви благодарам за поканата, за можноста да зборуваме на тема зелена агенда во Македонија. Така и да дадеме повеќе информации и објаснувања за граѓаните што значи зелената агенда и како таа се имплементира во земјава. Кога зборуваме токму за зелената агенда, на кои клучни области се фокусира таа и кои се главните столбови? Така да. Значи, како што кажавме, зелената агенда представува политичка рамка, која што во 2020 година ја подпишаа лидерите на земјите од Западен Балкан, односно ја подпишаа Софиската декларација и со тоа се обврзаа на спроведување на оваа зелена агенда, која што пак всушност произлегува од Европскиот зелен договор и исто така висока стратегија и политика се со цел постигнување климатска неутралност. Сега, зелената агенда е многу повеќе од климатски промени и од она зелено. Таа се базира на 5 главни столбови, значи 7 клучни области, групирани во 5 столбови и тоа се првиот столб декарбонизација, каде што влегуваат климатската акција, односно ублажување и адаптација кон климатски промени, понатаму декарбонизација, односно намалување на емисиите на стакленички гасови од сите сектори, вклучително и транспортот, и третата клучна област во овој столб е и самиот транспорт, односно намалување на емисиите на стакленички гасови од овој сектор. Вториот столб е циркуларната економија, која што се базира практично на добро управување со отпадот. Меѓутоа, сега во зелена агенда одиме на едно повисоко ниво, не само управување со отпад, туку и поттикнување на циркуларноста на вредните материјали, односно враќање назад во економијата и во процесите. Третиот столб е намалување на загадување, и тоа загадување на трите главни медиуми во животната средина: вода, воздух и почва, нешто што кај нас е горлив проблем. Четвртиот столб е природата, заштита на природа, односно заштита на биодиверзитетот и обнова на екосистемите. И петиот столб, последниот, е земјоделието или одржливото производство на храна. Така што гледате, зелената агенда во сите столбови се офатени клучните нешта што значат подобрување и на животната средина, но и подобрување на квалитетот на животот за сите. Така. Меѓутоа, ајде да истакнеме кои се најважните приоритети на зелената агенда и во кои области треба најмногу да се работи во Македонија. Така, значи зелената агенда не случајно е така базирана на 5 столбови. Целта е да се работи во сите паралелно. Значи, мораме да работиме во сите, гледате, и во делот на намалување и ублажување на ефектите, односно намалување на негативни ефекти од влијанието и на климатски промени и на загадувањето, меѓутоа и во делот на заштита и на обнова на екосистемите. Ке се сложиме сите ние дека во текот на имплементирање на зелената агенда практично се соочуваме секојдневно со овие проблеми. Така е, се соочуваме со овие проблеми и затоа е потребно да работиме паралелно и на превенција, односно на заштита, меѓутоа и на превенција треба да работиме и на заштита паралелно во сите овие области, се со цел да обезбедиме подобар квалитет на живот, нели, и по хумани услови за живење за граѓаните пред се. Сега би сакала малку повеќе да проговориме за тоа сите инволвирани кои што може да дадат придонес, нели, во управувањето, односно имплементирањето на зелената агенда, како се спроведуваат зелените политики во Македонија на национално и на локално ниво. Овде би сакала да кажеме за улогата на институциите, општините, но и граѓанските организации. Така, да. Значи, главен носител на овој процес е државата, односно Министерството за животна средина. Во моментов има активен проект на финансиран од Европската Унија, која што практично ги поддржува институциите преку Министерството за животна средина, но и сите други засегнати министерства: енергетика, земјоделие, транспорт, па дури и образование, во одредени сегменти се со цел подобро спроведување, односно постигнување на таргетите кои што се зацртани во оној планот, акцискиот план за зелена агенда, каде што се сетирани цели и таргети на ниво на држава
и се релевантни за сите земји од Западен Балкан, нели? Тоа се Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Босна и нашата држава. На локално ниво можам да кажам дека нашата иницијатива, проектот Регионално партнерство за подобро спроведување на зелена агенда на локално ниво, кој што е финансиран од Швајцарската амбасада во Македонија и кој што го спроведуваме заедно со уште 7 партнерски организации, е единствена иницијатива во моментот и практично ние уште од 2023 година активно ги поддржуваме општините во спроведувањето на целите и барањето од зелената агенда. И колку се општините заинтересирани и колку се активни во овој процес? Морам да кажам дека ние наидуваме на одлична соработка од страна на општините. Значи работиме, како што кажав, регионално, со сите 8 плански региони во државата. За секој плански регион имаме соодветен партнер со кој што тесно ги координираме нашите активности. Значи тоа е друга граѓанска организација која што е таму во тој регион стационирана, базирана, нели? И работиме на најразлични активности за градење на капацитети на општините, но и на граѓанските организации. Работиме на мобилизација на ресурси, на поттикнување на заеднички акции, значи заеднички акции во смисла засадување дрва, проширување на велосипедски патеки, поттикнување на примарна селекција на различен вид на отпад. Поттикнување на поголема примена на обновливи извори на енергија, нормално на општинските објекти. Поставување изолација во јавните објекти. Значи бројни активности иницираме заедно со нашите партнери, се со цел да им помогнеме на општините полесно да ги исполнат таргетите и барањата од зелената агенда. И морам да кажам дека интересот е одличен. Во моментот работиме и на регионални патокази за секој од овие плански региони и регионалните патокази ги правиме заедно со самите општини, каде што имаме од една страна скринирање на се она што е проблем, нели поставуваме приоритети и врз основа на сето тоа сетираме мерки кои што во следниот период ќе треба да се исполнат. Така што навистина можам да кажам дека сум задоволна во моментот. Подиректно работиме со 24 општини, да не ги набројувам, една од нив е и општина Аеродром во Скопскиот регион. Рековте иницирате акции кои што ќе бидат дел, нели, од зелената агенда на локално ниво, но ако сакаме да бидеме поконкретни, можеме ли да одговориме дали земјава има конкретни стратегии и планови за зелена транзиција и кои чекори досега се направени за спроведување на зелената агенда во земјава? Иако рековте дека во делот што вие го работите сте задоволни од досега направеното. Значи вака сега, државата има бројни стратегии. Една од, да речам, од поважните е оној патоказ за праведна транзиција, Just Transition Roadmap. Меѓутоа, тој Just Transition Roadmap, односно патоказ за праведна транзиција, се фокусира повеќе на регионите кои што се засегнати односно во регионите каде што се произведува електрична енергија од фосилни горива, односно од јаглен. Тоа се Пелагонискиот и југозападниот регион. И тука во рамките на тој патоказ имаме и на национално ниво формирано координативно тело, значи работна група која што се среќава соодветно, да речам, и го следат спроведувањето на тој патоказ. Тој е еден, да речам, висок стратешки документ со кој што државата се обврзала кон климатска неутралност, односно неутрализација и односно нула емисии на стакленички гасови до 2050 година. Тој е едниот документ. Друго, државата има бројни други стратешки документи кои што Министерството за животна средина ги изработува, а се поврзани со подобро управување со отпад, се поврзани со намалување на загадување на воздух. Значи се прави имаме стратегија за климатска отпорност. Значи бројни стратешки документи се да речам воспоставени и
За нивното спроведување, навистина не можам да говорам во детали, затоа што кај нас, да речам, проектот се фокусира на локално ниво. Апсолутно, значи, ние ги следиме, све што предизвикот е и пред државата, така, но и пред локалните самоуправи во рамки на спроведување на зелената агенда. Она што е потребно, што е можно повеќе да бидат вклучени локалните самоуправи, секако граѓанските организации и експертската јавност исто би го дала својот удел. Меѓутоа, можеме ли да одговориме кои се најголемите придобивки од зелената агенда и нејзиното спроведување и она што особено е важно, со кои предизвици се соочува Македонија во процесот на зелената транзиција? Така да. Еве, ајде да почнеме прво од предизвиците, па после ќе кажам како ги успееме да ги надминеме и што ќе добиеме. Предизвици се многу. Прво, значи, нели, ние имаме соодветно законодавство, голем дел за животна средина, нели, и климатски промени. Сето тоа законодавство е соодветно трансферирано, односно имаме обврски, локалните самоуправи имаат обврски согласно тоа законодавство. Меѓутоа, она што станува како предизвик е неговото спроведување, односно се уште слабите и недоволните капацитети на локалните самоуправи за спроведување. Најчесто голем дел од општините имаат 1 до 2 вработени за животна средина, а гледате колку е широка прво самата животна средина, а понатаму и другите поврзани сектори: енергетика, земјоделие, транспорт и така натаму. Потребни се луѓе, потребен е доволно стручен кадар за да може да се работи активно на терен. Така е. Значи, морам да кажам дека голем дел од општините се прилично свесни за потребата од работа и интервенција во овој сектор. Меѓутоа, капацитетите се толку. 1-2 луѓе едноставно не може да ги абсорбираат, дури и да обезбедиме поддршка, не можно е да се абсорбира целата таа поддршка. Всушност, това што го говорите сега ми го наметнува и следното прашање кое што сакав да ви го поставам: кои се конкретните придобивки од зелената агенда за граѓаните и дали зелените политики можат да значат и економски развој и нови работни места? И секако одговорот ќе биде да. Да, секако. Секако, значи, еве гледаме и во регионот, прво нели во Европа, а понатаму и во регионот, за среќа намалувањето на емисиите на стакленички гасови не е обратно пропорционално од развојот. Значи, не значи дека ако ги намалиме емисиите на стакленички гасови нема да се развиваме. Напротив, гледаме дека намалувањето на емисиите на стакленички гасови води кон соодветен развој. Значи, инвестициите во зелените политики, во мерките за зеленување и текако ни се враќаат прво во подобар економски раст и развој, а понатаму индиректно, нели, во подобро здравје, подобро обкружување, нели, и подобар квалитет на живот на крајот на денот. Значи, тука се зелените работни места, тука се дополнителната инфраструктура која што допрва треба да се развива. Тука се регионалните депонии каде што треба отпадот да се одлага соодветно, пречистителните станици, инвестициите во фотоволтаичните централи и во другиот тип на централи за добивање енергија за добивање на зелена енергија, односно енергија од обновливи извори. Убаво што слушаме дека кога станува збор за зелената агенда, активно се работи во земјава, но кои се следните чекори што треба да ги направи Македонија за поуспешно спроведување на зелената агенда? Пред нас се големи предизвици. Така е, пред нас се големи предизвици. Она што е клучно е дека треба да алоцираме, да определиме повеќе луѓе кои што ќе работат на овие политики, како на национално, така и на локално ниво, за да можат да ги следат стандардите и барањата на ЕУ и СЕУ, нели, што е барање согласно таргетите на зелената агенда. И многу важно исто така уште поинтензивно да работи на градење на капацитети за привлекување и мобилизирање на финансиски ресурси за инвестиции, особено инвестиции во градовите. Затоа што мерките за зеленување и потребите се тука, меѓу градовите,
на локално ниво во општините. Така што она што треба да го правиме е дефинитивно да инвестираме и во повеќе кадар, меѓутоа и во стручен кадар, кој што ќе може да ги абсорбира финансиските средства, прво нели да ги побара, да ги алоцира, да ги мобилизира, а понатаму и да ги искористи соодветно. Најпрво би требало да бидеме свесни за придобивките кои што ни ги носи зелената агенда, па оттаму и нели позасилено да работиме на незино имплементирање. И за крајот на разговорот е на порака до самите гледачи, до самите граѓани на Македонија. Што може секој од нас да направи да придонесе кон заштита на животната средина и спроведување на зелената агенда? Јас секогаш велам дека сите ние треба да функционираме во рамките на своите мандати. Дури еден човек како индивидуа може да придонесе многу. Најпрво од се треба да се замисли каков отпечаток остава со своите постапки, со начинот на кој што доаѓа на работа, со начинот на кој што ја извршува својата работа, со храната која што ја јаде, со преференциите во купувањето. Така што тука се првите чекори, а понатаму нели и активно да се следат оние насоки, апели, мерки кои што општините, кои што државата, кои што ние како граѓански организации често пати ги афирмираме и ги поттикнуваме граѓаните да ги спроведуваат. Има многу што може да се направи, граѓаните знаат. Има уште многу што да се зборува на темава, времето толку ни дозволува, но ќе имаме и друга прилика да зборуваме токму за зелената агенда. Ви благодарам многу за гостувањето. Да, и јас ви благодарам уште еднаш што не поканивте, ми беше задоволство.